Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. Во оваа емисија наш и ваш вечерешен гостин е Сашо Митев, автор на книгата Народните музички инструменти и инструменталната традиција во Струмичко-Радовишкиот регион. Тоа е таа книга. Разговараме непосредно пред почетокот на промоцијата. Честитки за оваа книга, господине Митев. Благодарам за честитките, благодарам што дојдовте и што ме удостоивте со вашето гостување да ме снимите непосредно пред промоцијата на книгата. Да. Какво е чувството пред промоцијата? Малку сум возбуден. Јас иначе да ви кажам толку концерти со танец имам отсвирено, ама ова ми е прво искуство. Може би затоа што со танец снимале гостување на секаде низ светот, а овој пат си во твојата струма. Баш тоа, може би тоа, затоа што сум баш во мојата родена Струмица и некој имам некоја мала доза на трема, морам да признам. Тука се роднините, тука се пријатели. Меѓутоа, верувам дека секој помини ќе биде секако што треба, покрај вас како и промоторот Иван Котев. Ајде малку околу книгата. Што е всушност оваа книга? Што представува? Всушност оваа книга е мојот магистерски труд кој што имам магистрирано во Институт за фолклор Марко Цепенко во Скопје. Самиот наслов кажува народните инструменти и инструменталната музика во Струмичко-Радовишкиот регион. Тоа се материјали собирани од мене кои што сум одел на терен години уште кога бев студент и магистрант. Така, во глобала имам повеќе снимано материјали, инструментални, вокални мелодии, меѓутоа таму во книгата имам поместено баш тие што сметам дека така најдобро наоѓаат. Имам 29 милограми слики и првиот дел книгата е со опис на географска местоположба на Струмичко-Радовишкиот регион, меѓусебни сличности и различности на тие два региони, кои инструменти се застапени, тоа. Интересно тоа што опфаќате два региона. Колку се тие слични, колку се различни? Па во однос на инструментите има некоја разлика која што може да се забележи со влијанието на одделни инструменти, да речеме гајдата е повеќе застапена во Радовишкиот регион, па кавалот е повеќе застапен тука, на пример, кај шупелката до дучето повеќе го имам среќавано тука во овој регион и така. Значи си има двата региони своји специфики, меѓутоа во глобала пак се една целина. Магистарскиот труд е насловен исто како што е насловена книгата и го одбранивте во далечната 2014 година во месец март. Од тогаш помина повеќе од 8 години, значи 8,5 години од тогаш помина. Колку време ви беше потребно за да го создадете оваа дело? Колку време собирачка дејност, одење по терен и слично? Па, еве како што ви кажав, практично тука јас имам користам материјали и уште кога бев студент. Значи од 99-та, 2000-та практично кога бев прва година на факултет, ние бевме од факултетот за музичка уметност, одделот по етномузикологија, одбравме регион Струмичко, поточно бевме во Иловица. Во Иловица бевме на терен, таму седевме 10 дена, снимавме, одевме и по други места, снимавме. Имам тогаш баш и трудче напишано за додоларските песни во Иловица. Тоа се песните со кои се кани дождот, кога е суша. Ете така. Меѓутоа тоа е вокалниот дел застапен на кога го пишував, а имам користено материјали уште тогаш, како студент, па магистрант и така. Што очекувате од вечерашната промоција? Трема, рековте, имате малку, не е тоа како на настап со танец, ако правите грешки во танец, некој друг колега ќе ви извади, но како е сега, какво е чувството? И зошто токму Струмица, предпоставам заради тоа што Струмичанец, предвидувате ли вакви промоции во други градови? Па да, јас
после тука секако дека ќе направиме во Скопје една промоција на трудот. Па зошто баш Струмица? Затоа што, нели, како што кажавте, јас сум од Струмица и не само тоа, и самиот материјал е за овој регион, за Струмишко. Да, затоа прашувам, ќе има ли промоција, да кажеме, и во Радовиш? Па, здравје Боже, да, може да се, да, во преговори сме и таму, со општината може да направиме и таму промоција. Дај Боже, нека биде така. Што има друго ново во кариерата на Саше? Сега моментално на ова бев сконцентриран. Пред неполни 5 дена свирев бев гостин со Симон Трпчевски и Македонисимо. Имавме еден прекрасен настап, едно промовирање на квинтетот Македонисимо во Скопје. И така, па после тоа имавме одма наредниот ден со танец концерт за 100 години од раѓањето на Александар Салиевски. Сега во недела заминуваме за Хрватска. Ке имаме исто со танец, ке имаме концерт со Владко Стефановски прво во Белград на 25 во недела и на 27 во Загреб. Одлично, одлично. Јас се надам дека сите тие нешта ќе поминат онака како што посакувате вие, но она што ме интересира, се враќаме на инструментите, вие ги владеете, значи вие свирите подеднакво добро на сите народни музички инструменти од овие краишта. Имам ли право? Па добро сега. Јас не можам да кажам дека кроз то добро ги владеам сите исти како што некој, меѓутоа некој повеќе, некој помалку. Свириме, знаете како ние сме музичари, кога имаш клавиатурата во глава, па треба да се снаоѓаш на кажи си речи секој инструмент. Сега ќерка ми свири виолина, па чат пат ќе сега да ја покажам, мора да се снаоѓаш и на тоа, да. Не свирам, не сум, да не се разбереме погрешно, не сум виолинист, меѓутоа од прилика, пак ќе кажам, која знаете клавиатурата, која имате во глава, не е проблем да се снајдете во одредени инструменти кои што не ви е толку близок. Кога ќе ве видиме во танец и свирите на одреден инструмент, кога ќе знаеме дека ово е вистинскиот Саше. На кој инструмент е вистинскиот? На кавалот, на кавалот. Така, да. А кавалот е всушност националниот инструмент на Македонија. Тоа е карактеристиката на македонската музика. Така е, да. И гајдата своевидно има доста карактеристика за тука, за ова поднебие, ова баш наша гајда што имаме, затоа што е распространета, знаеме низ цел свет гајдата, меѓутоа овој тип на гајда е карактеристични и доста распространет. Добро. Знам дека умот ви е повеќе во промоцијата отколку во овој разговор. Гостите доаѓаат, нема многу да ве задржувам. Збор 2 за вокалните активности на Саше. Вокалните активности? Во план сум сега да снимам некоја песна набрзо, па здравје Боже ќе видиме. Нека биде тајна, па ќе откриеме. Што е со нашиот договор за соработка? Продолжува. Така. Не се откажуваме. Така, добро. Почитувани гледачи, ова беше Саша Митев во емисијата 15 минути со на програмата на ТВК 02. Може би овој разговор не траеше баш толку, но со оглед на ситуацијата нека биде толку. Бидејќи Саша Митев честопати е гости на програмата на ТВК 02, пак ќе ни биде. Ти благодарам и успех на промоција. Благодарам уште еднаш, благодарам што дојдовте и да се видиме набрзо пак. Дај Боже, нека биде така.